Со презентацијата на резултатите од примената на тераграминот во ризопроизводството, закажана за 23 ноември во Чешиново, се очекува стручњаците и земјоделците да ги осознаат придобивките од аспект на зголемување на приносите и квалитетот, но и од заштедата на повеќе инпути во самиот процес на производството. За првичните искуства од овогодишниот опит на две паралелни површини, од кои едната беше третирана со ова средство, а другата не, ќе зборуваат стручњаците кои ги анализирале сите сегменти значени за резултатите од пробната примена. Инаку опитот го спроведе Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во соработка со фирмата Скопски легури од Скопје на површина од 1 декар. Оптимистичките најави се дека неговата примена може речиси двојно да ги зголеми вкупните приноси кај оризот од една реколта. Тераграминот представува нус производ при производството на силикоманган, позитивно влијание врз физичко-механичките и водно-физичките својства на почвата, ја подобрува структурата, тоест водниот, воздушниот и топлотниот режим на почвата. Понатаму, ја прави лесно растресита, односно ровка, при што обработката е полесна и поекономична. Хидроскопноста и овозможува да впива голема количина на влага која постепено ја испушта и подолго од вообичаено ја одржува влажноста на почвата. Со презентацијата на резултатите од примената на тераграминот во ризопроизводството, закажана за 23 ноември во Чешиново, се очекува стручњаците и земјоделците да ги осознаат придобивките од аспект на зголемување на приносите и квалитетот, но и од заштедата на повеќе инпути во самиот процес на производството. За првичните искуства од овогодишниот опит на две паралелни површини, од кои едната беше третирана со ова средство, а другата не, ќе зборуваат стручњаци кои ги анализирале сите сегменти значени за резултатите од пробната примена. Инаку опитот го спроведе Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во соработка со фирмата Скопски легури од Скопје на површина од 1 декар. Оптимистичките најави се дека неговата примена може речиси двојно да ги зголеми вкупните приноси кај оризот од една реколта. Тераграминот представува нус производ при производството на силикоманган, позитивно влијае врз физичко-механичките и водно-физичките својства на почвата, ја подобрува структурата, тоест водниот, воздушниот и топлотниот режим на самата почва. Понатаму ја прави лесно растресита, односно ровка, при што обработката е полесна и поекономична. Хидроскопноста и овозможува да впива голема количина на влага која постепено ја испушта и подолго од вообичаено ја одржува влажноста на почвата.